Двајцата браќа, едниот со късмет и другиот без късмет. Чита Александар Станојков. Отишле двајца браќа на туѓина да печелат пари и си заватиле секој по една работа. Постариот брат бил многу поумен од помалиот и спечелил едно чудо пари и си отишол дома да се оженил. А помалиот беше се дал на едно пусто пиење, да паѓа по патишта и да биде за срамота во целиот град. Научувајќи се татко му и брат му за неговото пијанство, многу го жалеа и чести книги му праќаа да си оди дома и да го куртулисаат од пијанството. Арно, ама никако тој не кандисувал да си оди дома, чунки не верувал да се остаи од тоа пусто пијанство. Слушајќи тоа нешто, татко му, многу му било страм. И едно од страм, а друго од жал, се поболил и дошол да умира. Пред умирачката го викнал сина си, му дал неколку илјади гроши и толку илјади гроши му и дал на Бога на душа да му и дај на брата си. По умирачката на таткото му пратил неколку книги стариот брат на помалио да го вика дома да му дај парите што му и оставил татко му. Арно, ама пустото пијанство не го оставало да си оди дома. Од кога виде постариот брат, оти не му иди дома, а пак мислата го биела за парите да му и дај на брата си, чунки се боела од клетвата од татка си, најпосле си изел парите, си ватил еден конј со кирија и му отишол во градот кај што го знаел брата му. Одејќи во градот, кондисал на некој ан и излегол низ чаршија да го бара. Одејќи низ чаршија, видел еден човек паднат во калта и околу него едно чудо луѓе, а најмногу деца што го гледале човекот паднат во калта. Се прибрал и тој да види што човек е паднат и за чудо големо кога го видел, тој бил брат му. На часо го сожали и ватил една кола, та го тоарил и го однесол на одајата своја и го клал да лежи, а пак тој отрчал чаршија и му купил еден кат алишта, та го променил од врв главата до нозе и го клал на неговата постела да преспие. Си ја заклучил одајата и се излегол низ чаршија да прошета, да го извиди градо, чунки севте беше дошол во тој град. Го изгледа градо и се врати назад да го види брата си, дали се разбудил од соно и отрезна од пијанството. Пред да дојди постариот брат на одаја, беше се разбудил помалиот брат и кога се видел променет од врв глава, на чудо големо беше станал. Ишо, Ана, кај сум овде? Си велел сам со себе. И кој ме промени вака? Ја чекај да излезам надвор и може да разберам кој ме променил. Кога тргнал вратата да ја отвора, видело ти била заклучена и паси седнал од кај што станал. Не би час, еве го стариот брат каиди, ја отклучил вратата, та влегол внатре и го ватил за рака брата си, та сторил здраво живо и седнал до него и му рекол: Ме познаеш мене кој сум, бре пријателе? Тој го погледал и не можел да го познаи. Ја погледај ме, Арно Белчим, ќе ме познаиш? Право што е право, не те познавам, пријателе. И друго ништо. Му рекол и ватил да се обгледува во алиштата. Оре, јас сум брат ти, бе, ратче, дај да се бакнеме уста со уста. Тогај, дури се сетил тие брат му и рипнал од кај што седел, да се избакнали и двајцата се изнаплакале и му кажал, оти тој го кренал на кола, од кај што беше паднал, и тој му и купил алиштата и го променил. Сега, брате, знаеш зошто сум дошол при тебе? Не знам, брате, му рекол. Ако сакаш, кажи ми. Ти ќе, брате, да ти кажа. Ти треба да си се научил од книгите што ти пишував, оти татко ни умре и не остави по неколку илјади гроши и пари на двајцата. Видоајќи јас оти ти не едиш дома да си иземиш парите и да си седиш во таткова куќа, како што си седам ја, намислив сам да дојдам при тебе и да те земам. Ако пак можеш не итиш да идиш, еве ти и парите што ти остави татко. На, земи си, чиросеј си, и му и дал парите. А пак јас мислам да си дојдиш дома со мене и да те оженам и да станеш и ти домаќин како мене. Ќе си работиме нивието, лозијата што ни дал Господ, братски, при се што сум ми купил јас. Ај не мисли, брате, ами дај ми збор да ватам ти раđе и да си оиме. Од тие зборови на стариот брат што му и рекол на помалио, му влегле во срцето и му дал зборот и ќе си со него дома. Неќум ти пари, брате, гледи те донесе Господ при мене, му рекол,
да се видиме и да ме видиш пијан паднат во калта за да ме донесиш овде и да ме промениш. Јас од овој саат веќе се таксувам прво на Бога и после тебе. Оти нема да клам никакво пиење в уста и готов сум да идам со тебе дома и да ти работам дури сум жив на место измеќар, само за едни олепи едни опинци. На тоа згора многу се израдувал постарио братот и го кандисал брата му да си оди со него дома. Умрем беше брат ми и воскресна, си рекол сам со себе. Саѓинат беше, се најде. Излегол по чаршија, пазирил чираџија и си го зел брата си, та си отишле на вилјаат и си седнале во татковата си куќа да си работат братски и да си живеат, као што рекол Господ. Првата работа му била на малиот брат да оди по полето и да надгледува нивието, лозијата и друга тока. Во жниење време сидел по малиот брат од нивие и стрел на пато мајка и ќерка кај се враќаат од село на нива во големо вјасање. Тие биле аргатки во нивието од брата му и запрел на пато да ја праша кај ќе одаат во муграта, чунти било време за стемнување. Ќе име на нива бре брате да си иземеме српоите оти си забораивме, му рекле. Ајде, вие вратите се, јас ќе претрчам и ќе ви изеам српоите, му рекол и си ја опрел кај нивата да си иземи српоите. Кога наближил до нивата, гледат еден човек кај туку шетел низ нивата и се наведнувал и се исправил. Ишо, Ана, што човек ќе беше овој, си верил сам со себе. Што шета низ нивана? Дали ќе биде некоја рамија да кради снопје? Дали ќе биде некој ерѓен да ја зема чупата од удовицата што ја стретов сега? Каков да е, не е јарен човек и тоа тијат. Ја чекај да слезам од конјов, да се заслонам во ендеко и да му се кошнам по ендек, да го ватам и да му удрам еден тестир, да не му текне уште еднаш да влези во наша нива. Од кога го врза конјов во ендеко, му се кошна низ ендек и го почека на едно место и го грабна за врат. Што бараш во нивата, бре, пезевенк, му свикал со лутина. Сега кога нема никој во неа, дали сакаш снопија да крадиш? Слушајќи тие збори, човекот му рекол, не сум јас пезевенк, момче, ни па ќе крадам снопје, ами јас сум у късмето на брата ти и му избирам класието што му изостаиле аргатите да и клаам на полозите. Кога е чул тие збори, момчето од късмето го поверувало и го оставило да збира класија. Кога си бил късмето од брата ми, проштај, што ти реков некој збор несолен. Ами не виде два српа од две жени низ нивата што си забораиле? И видов, и под снопо, ако сакаш земи и однеси мој. Трчаница отишол при снопо, изел српоите и си го јавнал конјо да си тргнал да си оди. На пол пат се сетил и се вратил при късмето да го прашал за негојиот късмет. Бре, братов ми късмет, јас преска заборев да те прашам за мојот късмет, како е? Слеп е твојот късмет, момче, за тоа не ти работи. И ја лели ме праша, ќе ти кажам, ти ако сакаш да прокопсаш, да ја земиш оваа чупа што го забори и српо овде за невеста. И таа е како тебе без късмет, ама ќе ви се роди едно дете и тоа ќе биде со голем късмет, та ќе станиш побогат од брата ти. Слушајќи тие збори од късмето, си отишол дома и по некој ден го молил брата си да му ја сврши таа чупа и си ја зеде за невеста. За вистина му се роди дете машко и многу късметлија, и од ден за ден се богатил и се сторил побогат од брата си. Друга една приказна има спроти оваа, пак со два брата. Едниот късметлија и другиот брат некъсметлија. Некъсметлијата си го забораил српо на нива и одејќи да си го земи, го нашол късмето од брата си кај што берел класје и го ватил на арамија место и му се кажало ти, тој е късмето на брата му. Го прашал за негојиот късмет каде и што работи. Тој му кажал ти негојиот късмет се учил со тамбура да свири и за утрото се готвел да се препреи на зајак, да му помени низ нозе и која ќе жни да мавни со српо, да си пресечи нозете. На тоа згора го научил късмето како да го вати и после да му работи. Утрото си врзал една вреќа меѓу нозе, као што си жниел, се јавил зајако и со јуриш му се пикнал помеѓу нозе во вреќата и ваќајќи го однесол дома, така му удрил еден арен ќотек, му кажал една вода да залеи и да ја излекува царја ќерка и да се обогати и късмето му се разработи. Друга има.
Отишол нека сметлијата да му ора нивата на брата си и заборел Теслата. Враќајќи се по Теслата, го нашол од брата си късмето кај крши грудки. Враќајќи го, му се кажало ти, тој име, късмето, а пак за негојиот късмет му кажало ти, бил во некоја планина, и одејќи тамо, го вати късмето негов, та да го тепа со топузо што му го дал. Го зел топузо и отишол во планината, та едно беа го виделе астеро што го вардиле сарео од късмето и му се пуштиле да го вратат од сарео. Едно исповртал со топузо, сите избегале. Легувајќи при късмето, му го посакал златното пиле и од која виде Зорт, му го дал и си го однесол домата, се обогатил, чунќи му носело пилето секој ден по едно златно јајце. Друга една има, што го најде нека сметлијата и късмето за едни трња кај што се поштел, и од која виде Зорт му рекол да врли со стапо што го тепал на еден орев, што бил таму близу, и колку ори ќе паднат да изземи и дури да си оди дома ќе се разработи късмето. Отишол при ори, очекал 4 ори и зел, и одејќи за дома, виде две деца кај се караат за еден бесценет камен што беа го нашле во реката. Му дал на децата по 2 ореа и му го зел камчето. Однесувајќи го камчето дома, го клал на полица. И кога се стемнило, светнал камено како сонце. Утрото го однесол на пазар и го продал за еден тоар алтани. И од тој себап се обогати чудно чудо.